Почитувани, драги мои сограѓани, битолчани. 10 месеци се обидуваме да добиеме точка на дневен ред на која ќе добиеме информација за состојбата во која се наоѓа офицерски дом Битол. Ова точка на дневен ред е потребна за прво да може да добиеме информации вз основа на кои ќе иницираме и превземеме хитни активности за стабилизација, санација, реконструкција и обезбедување на офицерски дом. Иако нашите барања се во согласност на статутот на општина Битола и во согласност на деловникот на Советот, оваа точка и по 10 месеци не се става на дневен ред. На сметка на тоа, во петокот, 17.2.2017 година, на Комисија за спомен обележи, под точка разно, дури ни на Комисија не сакаа да става точка за офицерски дом, се разгледа извештајот за активностите за офицерски дом направен од страна на службите на општина Битола. На оваа комисија не информира дека иако Талески и лицата од општина Битола изјавуваа дека општината има проект за офицерски дом, реалноста е дека точно после една година, тоест деновиве, е започната тендерска процедура за изработка на проект за санација и целосна реконструкција на офицерски. Значи, проект нема. По превод, нема проект, нема пари. Не информираа дека во февруари 2016 година за одржување и обезбедување на објектот од страна на општината е назначено јавното претпријатие Комуналец од Битола. Според информациите од раководителот од координаторот на проектот, оваа одлука е се уште важечка. А со тоа и денес за одржување и обезбедување на објектот е одговорно јавното претпријатие Комуналец. Затоа, за состојбата во која се наоѓа денес офицерски, за сите оштетувања од февруари 2016 година до денес, вклучително и кристалниот лустер, во рамките на законот, ќе побараме одговорност од одговорните лица кои не ја исполнија својата основна работа задача – одржување и обезбедување на објектот. Иако МВР Битола извршила увид во објектот по пријава од Завод и музеј за да ја констатира причината за паѓањето на кристалниот лустер, МВР се уште нема доставено званичен извештај до општина Битола. Во овој извештај од општина Битола стои дека стручен тип на Завод и музеј извршил увид во објектот, при што било констатирано дека јасно се гледа дека постои јасно одвојување на носечката конструкција на лустерот од таванот и можност за негово паѓање. Никој не реагирал, како од општина Битола, така и од Завод и музеј. За ова постојат и фотографии направени од страна на музеот, доставени до општина Битола. Иако лустерот представуваше движно културно наследство, истиот можеше да биде навремено дислоциран на безбедна локација со што ќе се обезбедеше негово зачувување, тоа никој не го направи. Иако од страна на координаторот на активностите за офицерски дом било побарано да се превземат мерки за заштита и да се обезбеди деноноќно чување и обезбедување на објектот за офицерски дом, овие барања од страна на надлежните лица и институции не биле испочитувани. Во извештајот уште стои дека основното јавно обвинителство Битола води постапка за офицерски дом. Последно, но не и помалку важно. Мнозинството во Советот предводено од ДПМН и председателот на Совет, господја Силвана Ангелевска, со неподдржувањето на оваа иницијатива на опозицијата за носење на одлука за превземање на хитни активности се директни соучесници во уништувањето на културното наследство во Битола. Не смееме да заборавиме дека председателот на Советот на општина Битола, господја Силвана Ангелевска, во јанари 2016 година, пред повеќе од една година, ја одби иницијативата на опозицијата за дебата за продажбата на офицерски дом. Тие, како мнозинство, ја поддржа одлуката на владата за продажба. Дали со поништувањето на одлуката за продажба од страна на владата, офицерски дом се смета како символ за непокорот на битолчани спрема лидерот на ДПМН и истиот е ставен свесно да пропаѓа, без никаква грижа како порака до битолчани. Дали е тоа причината зошто досега ниту една иницијатива за офицерски дом не е ставена на дневен ред? Затоа уште еднаш бараме расправа за офицерски дом во Советот на општина Битола и најважно, хитни мерки за негово обезбедување и заштита. Добро.